Продолжуваме понатаму нашата утринска тема. Споменавме од самиот старт на емисијата, денеска посветена на исхраната во летниот период. Кои се оние работи на кои што особено треба да се обрне внимание и како правилно да се чува храната кога имаме и топлотни бранови, високи температури. Температурите ако надвор се 40 степени или над 40 степен, понекогаш дома соготвењето можат да бидат и многу повисоки, така што многу работи придонесуваат, а понекогаш не сме ни свесни какво е нивното влијание и што се потоа можеме да внесеме во нашиот организам. Вероника Минов, нутриционист, ни е утрово во студиото. Вероника, добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов, Цеца, и на гледачите на Телма, добро утро. Благодарам на поканата секој. Да, ќе споделиме заеднички корисни совети, нешто што за секој би требало да биде добре дојдено, затоа што иако во многу наврати сме зборувале за тоа како треба да не биде исхраната, балансирана, во лето малку полесна и така натака, сепак понекогаш како да ги подзабораваме некои работи, ни треба некој некогаш да не потсети, да ни укаже, или ако некој намирници одамна не сме ги користеле, вака да се потсетиме благодарение на нутриционистите. Генерално во летен период, што велите вие, вашата фела, каква треба да ни изгледа исхраната, се со цел да избегнеме труења, кои што многу често знаат да се случаат, да се чувствуваме лесно, да имаме енергија, да не сме поспани, да можеме да прекосиме на високите температури кои што некако стануваат секојдневие. Пред се би почнала каква исхрана треба да се конзумира во летниот период. Дефинитивно секогаш треба да е нутритивно комплетна, правилно избалансирана. Не треба само да кажеме имаме летна исхрана или детокс диети или детокс исхрана да конзумираме само на овошје и зеленчук. Значи секогаш и во летниот период треба да е комплетно нутритивно избалансирана. Тоа значи да има и овошје и зеленчук сезонски, кој што моментално е во изобилие и треба да го користиме што повеќе, но да има и протеин во оброкот, посен. Пред се тоа значи со не многу масти, како риба, пилешко, мисиркино, урда, јајца и ферментирани млечни производи, тука спаѓаат тие протеини, и умерена комплексни јаглехидрати, сложени јаглехидрати, како хелда, компир, ориз, во комбинација со зеленчук и овошје. Овошјето секогаш јас го кажувам умерено, ќе споруваме на тоа малце повеќе зошто го кажам така, ново изобилие на зеленчук кој што моментално го имаме со поголема содржина на вода и нели повкусни за разлика во зимскиот период. Еве го спомена овошјето, може за тоа да прокоментираме зошто велиме умерено, ако од друга страна се советуваме, односно советите се да не се јаде процесирана храна, такви рафинирани шеќери и така натака, велиме поздрава опција е овошјето, меѓутоа и со овошјето не треба да се претирува бидејќи тоа се шеќери. Што е правилното во поглед на овошје и во поглед на зеленчук? Зеленчукот прво ќе го одвоиме, секогаш треба да биде во изобилие, така да не обрнувам внимание дали малце смизеле или многу смизеле, значи што повеќе уствари треба. Но навиките на нашите граѓани се повеќе овошје да се јаде, така? Да, бидејќи можеби во летниот период јадат, бидејќи имаме повеќе овошје и јадеме повеќе овошје, но не треба да биде во изобилие помини замени, така кажано, лапни нели една овошка после друга или пак цела здела, кој што кажувам ја на лубеница, кој што многу лесно може да се изеде, треба сепак да е умерена затоа што содржи шеќери. Сепак на долгорочно таквото јадење може да предизвика некои работи. Затоа секогаш треба да биде до 2-3 овошки и така и се препорачува според нели здравствената организација или USDA, што се агенции за здрава исхрана, се препорачува до 2-3 овошки на ден. Ние немаме некако навика, велиш, зеленчукот може да биде во изобилие, но ете помини замени немаме навика краставица да си земеме, морков да си земеме. Иако велиш дели се секако помалку. Да, зеленчукот треба да биде и секогаш јас себе на моите клиенти и на гледачите им советувам кога ќе ја земат чинијата да јадат, нели реков треба да биде комплетна избалансирана чинијата, секогаш пола од чинијата да биде со зеленчук. И секој оброк, не само ручекот, затоа што многу често само ручекот така нас така, појадокот и вечерата се заборава дека и тука треба да се метне зеленчукот. Која е улогата на зеленчукот и зошто треба да е присутен? Има исто вода, нема шеќери, има многу минерали што се потребни за нашето тело, нискокалорична е, затоа што тука еве јас стално ги советувам клиентите да добијат волумен нели во оброкот, затоа што така ќе се чувствуваат и сити после оброкот, а нема да внесат толку калории, а внесуваат
минерали и витамини од зеленчукот. И овошјето може да биде тука склоп многу често не само како ужина, туку во скроп на оброкот, да се јаде дали нели салата, сложени јаглехидрати, тоа значи лепче или некоја житарка и протеин, и после како десерт, нели имаме навика баклава да изедиме после, нели, оброк, зошто да не биде тука овошјето. Тука треба да се вметнува. Ќе зборуваме за ова, бидејќи има некои митови поврзани со тоа што треба да се јаде после ручек или што треба или не треба да се конзумира пред ручек, но за тоа можеби малку во подоцнежниот дел од разговорот, зборувајќи за грешките кои што што велат и твоите клиенти секојдневно, ја знаеш веројатно нивната слика или начин на функционирање, па низ годиниве кои се најчестите грешки кои што луѓето ги прават, особено во овој летен период? Пред се, во летниот период, многу се познати детокс диети и само почнуваат луѓето на зеленчук и овошје да бидат, заборавајќи дека тоа не е одржливо и кога ги прават тие нискокалорични диети за да го искористат зеленчукот и овошјето, грешат со тоа што понатака доваѓа до зголемена потреба на јадење. Така да јас секогаш ги советувам да ги избегнуваат тие детокс или нискокалорични исхрани само на зеленчук и овошје и да имаат комплетна, како што кажав претходно. Друга грешка е што може и овошјето, затоа што јаде во изобилие, секогаш треба да е умерено, 2-3 овошки на ден. Секој ден е убаво, да. Друга грешка е што прават затоа што е топло преку ден и често го прескокнуваат појадокот, ручекот и навечер доваѓа до прејадување. И така јадат, мислат, нели, здрава храна, но поради гладта што имале целиот ден, доваѓа до прејадување. Има и други што ме прашувале, например, да пијат електролити, затоа што е топло. Зошто? Затоа што е топло и повеќе нели се потат и така натаму. Јас ги советувам секогаш да пијат повеќе вода, значи хидратација, а електролитите се препорачани ако имат прекумерено потање, физичка активност што е прекумерено. Не да се зимаат така електролити затоа што е само поттопло. И тука прават грешка. Што е со детокс водата, бидејќи спомена детокс диетата? Сокови? Да, не сакав да кажам, велиш, некои луѓето одлучуваат да прават некаков детокс и да се хранат само со овошје и со зеленчук, но многу често во летниот период, или е тоа можеби некој трик за почесто да се конзумира вода, бидејќи велиме хидратацијата е многу важна, и некои луѓе практикуваат вода со вкусови, односно во водата ќе стават краставица, јагода. Дали е таа детокс вода, дали детокс диети ја има вистинската функција, дали овој тип на хидратација е добре дојдена? Има ли позитивни ефекти или едноставно? Не, тоа е само ако сакаат повеќе да зголемат хидратацијата, затоа што има луѓе едноставно не сакаат многу вода да пијат, не им е вкусна. Па јас некојаш ги советувам, стави си малце праска внатре или крставица за да си ја направиш повкусна. Јаготки кога беа многу е убаво со вода, тоа е само за да се хидратираш. Нема нешто дека ќе направи прочистување на организмот. Да се разбереме, значи бубрезите, црниот дроб, дигестивниот систем, белите дробови, сите тие органи си го прават детоксот. Нема намирници што прават детокс, самиот организма. Но ако се јадат овошје и зеленчук, нели самото лесната храна, витамините, минералите, фитонутриентите прават антиоксиданти, внесуваме што нели е поздраво за нас, но не прават детокс. Јас го спомнав претходно затоа што многу клиенти кои доаѓаат биле на претходно детокс диети на сокови или на сурова храна. Сурова храна значи нема месо, нели нема све суро, не е сготвено. Да, и со цел или да останат или да се прочистат. Прочистувањето реков организмот си го прави, нема храната. Нема намирници кои што го прават. Да, но здравата исхрана е склопото, нели, правилна функција на сите тие органи. Или пак со цел нели да ослабнат, грешат, затоа што ќе ги вратат килограмите. Не е долгорочни таквите диети, особено ги прават во летниот период, нели, да ослабнеме, да подобро изгледаме. Добро. Ја споменавме хидратацијата и таа навистина е многу важна. Што значи правилна хидратација во овој летен период кога имаме и високи температури, топлотни бранови, еден таков турбулентен јуни имавме и е зад нас, и во јули имавме по некој топлотен бран, но и во август не очекува слично време. Како телото да си го прилагодиме на тие високи температури, затоа што и сама спомени има луѓе кои што едноставно немаат навика да пијат вода, иако таа навистина значи живот и е многу добро дојдена за телото.
Па, ајде малку совети околу тоа, околу хидратацијата. Што навистина значи за нашето тело кога правилно се хидрираме и да напоменеме дека, и претпоставам дека е вистина тој момент кога ние чувствуваме потреба за вода, тоа значи дека нашето тело веќе е дехидрирано. Не треба да чекаме до тој момент. Да, не треба да чекаме да дојде моментот, туку ние треба постојано во текот на денот да ја правиме таа хидратација. Да, и да ја распределиме така водата, затоа што не е убаво нели наеднаш да се испиеме. Јас според здравствената организација и препораките се препорачува 2 литра нели за женската популација, а машкото е негде од 2,5 литра на ден. Но тоа зависи од возраста, нели физичката активност може да варира, дали плюс или минус. Но треба да целиме кон тоа. И хидратацијата, односно водата, јас пред се тука ја ставам водата, но не значи дека само од водата. Хидратација може да дојде ете и од овошки, и од зеленчук, од супи, манџа ако се јаде, било која. И треба да се распредели нели во текот на денот. И јас секогаш ги советувам моите клиенти и гледачите да го почнат денот со вода. Зошто го велам тоа? Ние додека спиеме при самата процес на респирација трошиме до кај 300 милилитри на вода. Нокното, нели, додека спиеме, плюс кога е потопло, може таа количина да се зголеми. Па прво нешто за да надокнадиме е кога ќе станеме да се напиеме. Заради потењето, например, во текот на ноќта ако е топло? Не е само потењето, преку кожата, да, дефинитивно преку потење, зголемено е во летниот период губиме, но самото респирација, дишењето губиме вода до 300 мл. Тоа е може нели чашка и пол. Така да јас сите ги советувам да го почна денот така затоа што ќе го надокнада тоа што го изгубиле. Што е изгубено во текот на ноќта. Да, значи 1 до 2 чаши, не наеднаш, али една, па после пола сат друга. И во текот на денот да го распоредат. Без разлика, нели, дали има така митови што спомна пред јадење не се пиело, после јадење било кога се пие вода. Дали сакате со оброк, пред оброк, после оброк. Сега има некои случаи кај луѓе што имат рефлукс, па кај тие треба да се внимава, но нормално треба да се пие во целиот ден, да се распредели. Правилна хидратација се постигнува исклучиво со вода или што пред малку го напомена и кафето е тука. Дајде, а сокови, некои од луѓето ќе речат пиеме сок наместо вода. Меѓутоа дали сокот го постигнува тоа и веројатно зависи каков сок? Многу често после сок од шекерите ние имаме повторно потреба од течност. Вода? Да, многу често се случува. Нема да ти го задоволи. Дефинитивно. Водата е незаменлива. Не е заменлива. Дефинитивно и кафето и соковите се дел од хидратација, но најчесто треба да биде нели од вода и супи или од исхраната. Сепак и таа влегува во тоја 2 литра или 2,5 литра. Соковите, јас ишто тоа сакам да го напоменам, многу луѓе мислат дека ке иседен портокал ке испијат или сокови цедат нели дома. Многу убаво е за витамини и се препорачува за деца, ама не треба многу често, затоа што се губат влакната. Знаете, јас сум обседната со влакна. Ама и тоа е нешто што е многу важно за правилна дигестија, функционирање на организмот. И енергија во текот на денот, нели микробиом, сите тие работи, влакната се едно. Влакната се фрлаат со тедење на. Да, во смутињата не, али во соковите се губат и затоа подобро изедете нели овошката него да ги правите соковите. И во лето. Во летен период логично е луѓето нели додат на одмор. Има ли тука некои препораки кои што можеме да ги дадеме од тој аспект кога се менува сосема друга кујна, некои одат на подалечни дестинации каде што се сосема нови намирници, нови зачини, буквално нели нов начин на функционирање, да кажам, во тие неколку денови, па често не знам сега и ова дали е заблуда, луѓето знаат да користат пробиотик превентивно кога нели менуваат одредена земја. Тоа е едното прашање, а другото прашање за оние кои што одат на публички дестинации во соседните земји, сепак нели како да си ја задржиме онаа исхрана можеби која што претходно сме се имале тука, кога одиме и на летен одмор се со цел нели да немаме проблеми по здравјето. Вака, значи, кога одиме на одмори, пред се сакаме и да пробаме и другата кујна. Не можеме само да останеме и да гледаме што сме јаделе нели во Македонија па да го јадеме и другото. Сакаме да пробаме, но сепак најмногу треба да се обрне внимание затоа што сепак нели не е здравството толку достапно. Да е, ама како тука да се гледа на оние
делови, дали е добро зготвена, дали е добро чувана. Например, топлата храна треба да е на оган, ако е на шведска маса, на оган треба да стои, затоа што бактериите не растат над 60 целзиусови степени, они обично од 5 до 60 се размножуваат. Дали ладната храна е на лед поставена и окей да пробат, само што сепак треба да е правилно избалансирана секоја и на одмори кога одат. Дали пробиотиците превентивно давање пробиотици е оправдано или неоправдано? Не е за неоправдано, нема научна основа дека ако дадете превентивно нема да ви се случи нешто. Сепак и за пробиотиците не треба да се даваат било кои пробиотици, треба да се гледа кој сој, какви соеви е составено, колку количината е. Многу пати луѓето сами на своја рака го прават тоа. Оке, нема некоја нус појава дека ќе им се деси нешто, но нема научна основа дека тоа ќе направи превенција за да не се добија до некое труење или тегоби. Понекогаш самата промена на друга околина или храна може да направи проблеми, да, например, други бактерии има во други подалечните земји. Ќе одиш додека се навикне телото му треба, али не значи дека ако земе пробиотици дека тоа ќе се спречи. Ајде малку за тоа како правилно треба да се готви храната во летен период, кога имаме високи температури, што препорачувате, дали да одиме повеќе на свежа варијанта, но од друга страна пак не може само храната да не биде овош и зеленчук, пак ни треба нешто нели сготвено. И како со сготвената храна понатака да се чува. Многумина од луѓето знаат нели ќе направат денес ручек и ќе го остават во фрижидер да има и за утре, но колку е тоа оставање во фрижидер оправдано или правилно, или како ако веќе оставаме во фрижидер треба да се однесуваме? Не значи дека ако го стават во фрижидер нели е тоа лошо. Сите го правиме тоа, но треба правилно пред да го ставиме да третираме храната. Например, кога ќе се сготви некоја храна, многу често, јас некогаш сум го правила тоа несвесно, правиме, например, манџа и ќе оставиме, може, неколку сата. 4, може, 5 сата. На собна температура правиме? Да, во собната, затоа што е топла и не ја складираме. Има правило од ЕФСА, значи тоа е Европската агенција за храна, за безбедност на храна, која што кажува и во рестораните кога се готви, секоја храна која што ќе се сготви треба во рок од 2 сата да се складира. Затоа што бактериите на секој 20 минути што се од надворешноста, затоа што има подлога кога е течна, кога има јаглехидрати посебно или аминокиселини од месото на пример или јаглехидрати од скробот, тоа е добра подлага за бактериите. Тие се размножуваат и после затоа се вели 2 сата е окей да остане, потоа треба да се складира. И ако е уште топла, распределете ја во не помали сатчиња и ставете ја во фрижидер. Како е да кажем, во фрижидерот не треба да стои недела дена. И се и тамо колку треба да... Па до 2-3 дена, нели? А ако не планирате да го изедете графче, ке се направи, не планирате да го изедете наредниот ден, слободно може да се замрзне. Тоа е веќе друго, затоа што... Веќе сготвено? Сготвено, графче, мислите дека не се... Да, секоја манџа може да се замрзне. Јас мислам дека во рестораните многу пати така се сготвува, па нели потоа се топли ни се дава, не дека е секогаш свежо, но кога ќе се замрзне храната под 4 целзиусови степени, значи еве и тука оди нели под нулата, не може да се дозволи размножување на бактериите. Значи, по готвењето во рок од 2 сата, ако не планирате, мој совет е да ја замрзнете храната. Значи не во обичен ладилник, туку... Ако не планирате да ја изедете утре дента или ако ете не следната недела да имате графче слободно или било што, може да се замрзне. Добар совет, ете. Зошто да не? Зошто да не? И таа храна не е лоша, така не се губат хранливите вредности. Не. Замрзнувањето, да сум слушнала и нели овошја или зеленчук ако е замрзнат, не е нутритивно исто богат како свежото, не напротив. И баш е понекогаш замрзнато овошје може да биде понутритивно, затоа што кога се бере во најголема зрелост. Тогаш има најмногу витамини. Да. И кога ќе се замрзне, се задржуваат сите тие работи? Да, се задржуваат. Сега ние дома кога природно ќе се ги замрзнеме, некогаш кога се бланшира, тоа нели поминува топла вода, потоа ладна, може малце витамин С да се изгуби, но минералите и влакната си остануваат. Така да
и замрзнувањето на нашата храна, нели манџите или било која друга храна, и месо може да се замрзне. Зошто да не? Веќе сготвено? Да. Па како се купува во продавниците готови плескавици, готови пилешки стекови или замрзнати чикен нагет? Зошто? Ме разбирате? Истото можеме и ние дома да го направиме, потоа само да го одмрзнеме и да го стоплиме. Ајде, веќе ја споменавме храната. Многумина знаат и соживатели, особено од нашето поднебе и на Скара во лето, односно на месо. Колку е месото потребно, добредојдено, треба да го имаме, колку често во текот на неделата, на дневно мени? Знаете, тука нема определение дали треба секој ден или не треба секој ден. Тоа е зависно како сака да јаде. Да, јас секогаш им кажувам дека убаво е да имаат и неколку 2 дена барем, на пример, еве на гравче или на нешто попосно. Убаво е, полесно е кога не се јаде секојдневно, но ако сакаат не е проблем. Препорачувам да е нели посно месо, тоа е пилешко, риба или сиркино, помалце црвено месо, затоа што има повеќе заситени масти кои што се предизвикуваат кардиоваскуларни заболувања и е научно докажано дека го прават истото. Во однос на скарата што кажа, во летно време многу знаеме тоа да го правиме, нели, често и вкусно е, но треба да се внимава да не прогорува месото, нели, оно да стане црни делови да има. Некои па тие ги обожаваат, ама знам, да. Не се оправдани. Океј, некогаш, али ако често се јаде таква храна, затоа што при процесот на готвење се создаваат хетероциклични, така кажано, хетероциклични амини или пак полициклични ароматични аглерводороди. Тоа е во хемијата некој што ќе кажа, ама тие се соединенија кои што се канцерогени. Значи не треба затоа да не се прегорува месото, да не дојде до црно. И не скарако, не и дома кога го правиме. Да не е препржено, нели ќофтиња, не знам да понекогаш ќе станат поцрни, да, крцкави и не е добро баш. Добар совет. А еве пред малку пред да се вклучат камерите ги споменавме и тиквиците, кои што многу често знаат да бидат во летото варијанта на скара. Истото и за нив да не бидат. Да, знаете ова што се овие соединенија што ги набројав што се создава, тоа е поради присуството на аминокиселини и креатин. Значи што го има нели месото. Во зеленчукот ги нема овие соединенија, така да не се толку ако е малце, значи како месото. Месото е тоа што го прави од аминокиселините и кога чади, нели кога на скара правиме па тече и тој чад што излегува, тоа е тие ароматични полициклични аглерводороди кои што се канцерогени, што се залепуваат на месото. И тоа не е добро. Така ние сакаме нели да чади, па мислиме, ама јас ќе повторам. Не треба да значи дека леле не треба да се јаде. Само ако е често. Затоа што се научно докажано, мислам тие соединенија дека се канцерогени за здравието. Да. Го споменавме месото, правењето на скара во текот на летен период и никогаш кога ќе се направи во изобилие, знаат луѓето да го складираат за утрешниот ден. Дали и тоа добро или не е добро? Месо во рок од 2 сата. Значи, ако го направиме, да, затоа што најдобра подлога за Ама многу од луѓето, еве, земајки предвид летни одмори, дружби и така натака, ако не се изеде нели до вечерта, тогаш се складира. Значи веќе се поминати тие 2 часа, но не сме свесни дека тоа влие. Можеби, да, може да предизвика и не е само бактериите на пример што се. Тие при размножувањето создаваат токсини кои што може на вкус нема да го променат, нема да го променат вкусот на храната, а може индиректно да влијаат на тегоби, може мали, не мора да биде труење, нека некој ете така диареја или мачнини да предизвикаат. Не секогаш, али се случува. Зависност во која околина и во која достапност на бактерија. Во секој случај треба да бидеме предпазливи. Го спомена труењето од храна, ќе се навратиме на тоа, само едно прашање претходно, бидејќи ги споменуваме често и цело време овошјето и зеленчукот. Некако веќе е со се ова што ни се случува на нашето поднебје, кога и водата и воздухот за жал не ни се достапни, а би требало, бидејќи се основно човеково право. Како правилно да ги конзумираме овошките и зеленчуците? Како правилно да ги миеме? Излегоа вирално се прошири одредени видеа изминатиот период за тоа дека и на лубеницата сега треба посебно да се обрне внимание заради кората, бактериите што може да се шират во зависност од тоа каде се чували и така натака. Многу често сме сведоци дека лубеница се продава и на половина или парче. Тоа е веќе
како да кажам, изложена е. Ајде малку околу тоа што би можеле да упатиме како совет. Сите овошји зеленчуци, без разлика дали се со кора или не се, треба да се мијат пред употреба. Значи, лубеницата, многу ретко, ние пред да ја сечеме, ја миеме, и дињата. Авокадото, било кој, треба да се мијат, лимунот. Но, ке кажеме, лубеницата и дињата, затоа што се овошки кои што растат на земјата. Многу често може, не знаеме во која околина биле, нели паразити може да се од околината. Бактерии од почвата, нели, дали е контаминирана, така да секогаш се препорачува овошјето да се мие пред сечење и пред употреба. Ке повторам, и лубеницата. Може да предизвика, не значи дека секогаш, но може да предизвика ете така тегоби, труења, зависно каде е произведена или чувана. Да. Треба да обрнеме посебно внимание ако купуваме лубеница на парче, бидејќи таа е исечена, изложена, ако е на отворено, Јас не би рекла, Јас не би рекла да ги заплашувам неа купувате, некој не сака едноставно во фрижидерот не може да му ја собере целата нели лубеница, покупуваме, но пред се треба да е нели обложена со фолија или пластично нешто за да го заштити тоа еве од мувите што кажувате, сепак и тие се најголеми на паразити преносители. Но да се и тој дел може да се исече и да се измие, па понатака да се конзумира. Го споменавме труењето од храна и често се случува во текот на летниот период. На што се должи тоа и што еве можеби како совет ќе упатиме во поглед на таа проблематика, што да избегнуваме, на што да се фокусираме за да нели не дојде до тоа и ако дојде до тоа, па понатака како да не биде исхраната? Најмногу што доаѓа до труење е од сосови. Многу често ги гледам во Македонија, нели јадат лесковачка скара или било што и стават сосови, ги има сосови што може да ги стават. Тие сосови, ако се направени од јајце, како мајонез или некои други сосови, и изложеност на топлина може многу лесно да добијат салмонела, што е многу тешка бактерија и за ако ја добиеш за лечење со антибиотици, може и да изгубиш до многу килажа со таа. Труење многу често знаат од таа бактерија да се добие, значи најмногу месото, например, еве ќе кажам, идеме на некој базар или пазар, например, на дворешност, каде што печат скара. Ако не видиме како е таа претходно ставена, нели употребена, дали е со чисти нели раце, или пак ако стои на страна на сонце, изложена е, не знаеме колку време била тамо. Затоа што повеќе изложена на топлина, повеќе се шансите нели да се развијат. Значи јас би еве во летниот период би внимавала најмногу на сосови и на месо кое што е на топлина вака подолго изложено, затоа што има. Често ќе видите на нели покрај улиците се продаваат. На отворени места, особено во летен период, кога има поголема циркулација на луѓе, тоа е нешто што е вообичаено, не само за Скопје или Македонија, туку тоа е така и кога одиме на одмор, затоа треба да бидеме малку попредпазливи. Во поглед на митовите кои што ги имаме многу за храната, ќе се префрлиме во кујната, но така ќе започнеме како еден вовед, бидејќи ќе подготвуваме една салата во која што ќе имаме и лубеница. Лубеницата секој лето. Секој треба да се јаде. Ајде малку околу лубеницата пред да се префрлиме во кујната. Лубеница и диња, нели, едни од најчестите овошја кои што се конзумираат во текот на летниот период. Малку повеќе за лубеницата да споделиме, зошто е добро да се конзумира, но и да не се претерува, бидејќи пред малку ти спомена, нели, 2-3 овошки на ден, но да не биде тоа ако е лубеница да биде ама посебно лубеницата, мислам не може да се спореди лубеница, грозје, диња, например, со боровинки или малинки. Сосема различни овошја. Значи, лубеницата содржи многу шекери, има висок гликемиски индекс. Тоа значи дека брзо го крива шекерот во крвта по конзумација, доколку се конзумира во голема количина, затоа што лубеницата има и гликемиски товар што е мал. Тоа значи ако се конзумира во мала количина, нема да го крене шекерот во крвта многу. Затоа истото го прави грозјето и дињата, додека на пример боровинки, малинки, капини не го прават тоа. Значи може со нив и малце и повеќе да се. Значи затоа се кажувам не секој овошје, не е секој овошје исто. И лубеницата треба да се јаде, но умерено. И еве ќе направиме салата која што ете јас ја
омилено едно ми е да јадам лубеница со сирење. Многу знам од постарата генерација ќе се пронајдат затоа што еве и мајка ми го јадала тоа и јас кога бев мала викав како можеш, а уствари е многу вкусно кога ќе го пробаш, мислам мојот вкус, а од друга страна е многу оправдана е таа комбинација, некој вела дека може и опасна. Еве ова е еден од митовите. Ма не, какво опасно, мислам ние во нашиот желудник храната не е желудникот не пребира ета ако е комбинирана така ќе се расипе. Таа станува мешавина во желудникот и можеме било како да ги комбинираме намирниците. Не може дека не оди полови, сега е шекерот, сега е нели протеинот се ќе се дигестира. Тоа е мешавина станува. Инаку баш напротив, убаво е да се јаде лубеницата заедно со мешавина на масти од сирењето, затоа што во лубеницата има фитонутриен ликопен. Тој го има и во доматот, ама во лубеницата е многу повеќе. И тој за да биде биорасположлив за нас, а тој е силен антиоксидант, како каротеноидите, како бета-каротен од морковот, од дека е ликопенот. Тој за да биде биорасположлив за нас, треба секогаш да се конзумира со масти. Така и доматот. Значи, многу повеќе ќе добиеме бенефити по некој што доматот, да, убав свеж, ама и пржен е убав. Со масло го правиме или во салатата со маслото, затоа што така е повеќе биорасположлив. Така да лубеницата заедно со сиренцето ете така може повеќе бенефити. И плюс ќе даде на луѓето со дијабетес или пак инсулинска резистенција ќе им даде постабилна енергија. Да, че за оние кои што се уште не се охрабруваат да пробаат, нека ја пробаат таа комбинација. Да, ќе ја направиме. А дињата со што би се комбинирала? Исто може со сирење или со нешто некој го прават и со пршут, нели има, не знам дали сте виделе, така да тоа се вкусови, што не значи дека не треба. Ако ви е убаво, јадете го така. Нема многу правила во однос на храната што како треба да се меша. Значи, јас стално им викам па дури напротив, нека вашата чинја изгледа како виножито. Што повеќе шарена, повеќе работи внатре, повеќе витамини, минерали, фитонутриенти, антиоксиданти, значи се. Се е добре дојдено. Да. Ќе се префрлиме во кујната, каде што ќе подготвиме една интересна салата во која што ќе доминира лубеницата и сирењето, а и за некои други митови во поглед на исхраната веднаш по џинглот. Еве сме во кујната, сега се прашувам што ми мириса веројатно лимонот и босилек. Ова е босилек? Да. Да, веднаш го почувствував. Леле, јас многу сакам со домат. Да, особено па во лето, така има некој посебен шмек на сите јадења кои што ги имаме. Ајде сега за гледачите да кажеме што ќе подготвиме Вероника тука, моравме да ти искористиме и во кујната. Ако, зошто да не? Да. Ете прво е како што напоменавме за лубеницата, веќе исечена добро. Значи јас салата која што може да ја пробате, ја препорачувам лубеница заедно со крставички. Нели? Можете еве сирење да се додаде. И таа комбинацијата лубеница со сирење. Да, и на пример може некој стават и јас сум ја пробала на пример со масло одазгора, маслиново. Добро. Може некој стават и чили одазгора. И така тој микс на вкусови. Да, и еве лимунче, така е освежителна која ќе се направи, после тоа е многу убаво и јас ја ставам тука и босилек исто. Да, значи јас за чините ги охрабрувам сите мои гледачи, клиенти, секогаш да ставаат во оброците зачини, затоа што емја прави повкусна, нели, храната, но имаат ароматични соединенија кои што се повторно силни антиоксиданти. Значи, во летниот период, знаете, слободни радикали во телото се прават од чад, нели, во зимскиот период, кога имаме, но се прават и од ултравиолетовите зраци. Се прават слободни радикали во нашето тело. За да се неутрализираат тие слободни радикали, кои што се штетни ако се во голема концентрација, количина во нашето тело, за да се неутрализираат, треба да јадеме храна богата со антиоксиданти. Епа, токму зачините се дел од овдека, не е само овошјето, затоа што тука има многу антиоксиданти, полифеноли, туку и во зачините, затоа... Да, мислам дека за зачините може треба да отвоиме на друга тема или емисија, каде што само исклучиво ќе зборуваме за тоа, затоа што неколку исто така нутриционисти како тебе ни имаат споменато за големата важност и навистина мислам дека ние
не сме свесни како нација, многу малку обрнуваме внимание на тоа и многу малку зачини реално се користат во секојдневието, а треба да ги охрабриме дека треба да се направи еден поголем спектар нели на шопска прават, можат орегано да стават. Многу силно антибактериски и антивирусен компоненти има во ореганото, зошто да не го ставаме? А и вкусот дополнително ќе биде многу подобар. А што е со тиквичката? Нема да оди таа во салата? Тиквичка, да, сакам да ја направам. За нешто друго? Не, тиквичката нема да оди во ова. Туку многу често знаеме да правиме таратур од крставичка. Да. Можеме да ја користиме и тиквицата жива. Многу не знаат дека кога им кажам, да, и сецка е жива, свежа, да, извинете, свежа. Да, може да се користи и да се јаде таква и една од работите им кажувам дека може да се јаде или со грчки јогурт или кисело млеко, павлака комбинација, да се стави тоа и да се направи таратур со тиквичка. И обавезно имам зачини, мешавина на зачини тука со лук. Без лукче ништо во овој летен период. Ете и маслиново да се стави исто и се прави една како таратура кажано, ама со како се вика, со тиквици. И тиквицата, за разлика од крставицата, например, е многу, има исто вода многу, има исто многу малце калории. Една тиквица е околу 20 калории, така да секогаш јас им кажувам, ако сакате да внимавате на линија, многу добар компонента е тиквицата, затоа што ќе направи нели волумена, пак нема калории да внесеме. И да, може има многу влакна. Тоа е разликата, затоа што крставицата да има вода, и ова има вода, ама ова има многу диететски влакна, што е. Она што пред малку го напомена, многу убаво мириса. Да, од зачините. И многу ќе биде вкусно за конзумација. Она што пред малку го напомена со тиквицата, ќе ни го исполни желудникот, ќе даде волумен, тоа е тоа со богатството од влакна. Да, па не е за богатството од влакна само. Значи овака, јас секогаш им викам на клиентите, значи и на гледачите, ако сакате да внимавате на линија пособено, треба да ги обрнете внимание на 3 работи: протеин во секој оброк, диететски влакна, значи фајбер познато исто, и волумен. А волуменот го добиваме од салатите и од зеленчуците, затоа што се нискокалорични. И за да еден оброк биде позаситувачки нас, односно да го наполни желудникот, затоа што имаме барорецептори кои даваат информација на мозокот дека сме сити. Дека е полно се. Тоа треба да го сториме со зеленчуци. Така, например, малце калории, поголема ситост. Да. И пред крај, бидејќи оброците ни се веќе подготвени, комбинацијата ве охрабруваме да ја пробате лубеница со гости кои ќе дојдат. Со сирење. Не мора да биде само така, можете и во оброк, односно во салата да го направите тоа. Значи, од митовите, дали е мит или вистина, ова со лубеницата и сирењето испадна дека може да биде секојдневие и дека треба да го конзумираат многу од луѓето. Ајде да ги прокоментираме уште овие неколку работи и така ќе завршиме. Некои велат кога е многу топло, кога имаме топлотни бранови, високи температури, многу од луѓето посегнуваат да пијат вода со мраз, значи преладна вода, како дополнително да ги разлади. Тоа е оправдано или не оправдано, Вероника? Треба да се конзумира вода со толку ладна вода или треба да биде на собна температура, како се вели? Треба да пиеме какво душата ни бара. Значи, ладната вода е пред се во лето е добродојдена, значи убаво ќе дојде на нашиот организам и тие митови што ги имам исто јас читано, дека мастите нема да се разградат, ќе се залепеле, дека имунитетот ќе сме настинеле, друго има дека храната нема да се дигестира затоа што енергијата ќе отишла кон затоплување на храната, се само мит. Значи, нашиот организам во рок од 5 минути има и студии направено, има и физиологијата е таа. Во рок од 5 минути ја доваѓа до негде 30 степени. Да земете од 2-5 степени вода, ќе си ја донесе. Така да ако на некому се пие ладна вода, добро нека пие. Вода или сок пред ручек, треба или не треба? Исто. Значи, тоа јас знам дека митовите, и тоа е мит, знам ми доваѓали исто клиенти кои што кажуваат, не смеам да пијам вода пред јадење или после јадење сат време. Значи, можете и додека јадете да пиете. Само ќе повторам, некои особи кои што имаат рефлукс патат, например, може да имаат потешкоти и да им се врати храната, но ние немаме проблем ако ни се пие. Баш напротив, ако пиете вода пред, нема да јадете многу. Така да тоа е трик на тие што имаат сакаат повеќе да јадат. А овошје после ручек не треба да се користи. Не треба да се конзумира.
И тоа е едно, не знам зашто баклава може, овошје не. Значи, и тоа е мит. Митот допроизлегува од тоа што дека овошјето, ако се јаде поради присуството на шеќер и на фруктоза, ќе ферментира храната, тоа е мит. Значи, ќе повторам. Прво, дигестијата на еглехидратите не почнува во устата, па во тенкото црево, во желудникот каде што се меле механички, значи нема дигестија. Така да, што и да внесеме, само ќе се кажеме на каша ќе настане и ќе си се постепено преминува во тенкото црево. Нема да ферментира, ферментацијата се случува тек во дебелото црево, така да може. Добро, имаме уште неколку работи, ама немаме време за сите, па ајде по важните. Риба се користи и се конзумира многу во летен период, меѓутоа некои велат млеко и риба или млечни производи во комбинација со риба никако, те губи за стомакот. Тешко ќе ни биде и така натака. Пак е тоа од лична потреба или како да кажам вкусови. Некој како преферира? Да, некој сака да го има, еве на пример на социјалните мрежи многу актуелно, на пример ќе стават туна во салата и грчки јогурт. Ако им е вкусно, зошто да не? Некој не сака тоа. Но некој не се обидуваат да го направат тој чекор, знаејќи дека може тоа да им предизвика проблем. Не е за проблемот, мислам дека е повеќе подсвеста дека не им оди. Дефинитивно на многу луѓе не им оди и од искуство со клиенти едноставно не сакаат. Зошто? Викам нема да им се случи ништо, но едноставно може да им се допаѓа комбинацијата. Може да им се случи ако нешто им е ново, па нели гадење имаат од самата комбинација. Не е дека не мораат, ако сакаат нека пробат, ако не. Да. И ова еве нека биде за крај, иако веќе малку го прокоментиравме во другиот дел од студиото, дека замрзнатото овошје и зеленчук се помалку хранливи. Не, исто дури понекогаш и ќе кажам ако се берат во моментот кога се најзрели. Добро, Вероника, фала ти многу. Не фала на поканата. Беше уживање и разговорот таму и рецептите или оброците кои што ни ги подготви за денес. Да бидам искрена, и јас ќе се охрабрам да пробам лубеница со сирење. Јас дури со урда ја јадам. Свесно ја одбегнувам, ама еве денес ќе пробам. Верувам дека е многу вкусно, со оглед на тоа што многу мина ја конзумираат. Ти благодарам многу за разговорот. Со овој разговор некако ние финишираме нашата дружба во оваа сезона од утринската, но во новата секако ќе ти имаме повторно на ум со твоите корисни совети. Секогаш добро дојдени за се. Ви благодарам на поканата, уживав тотално. Ми беше драго.